Ислам Абази вети транспарентност на обвинителството за организиран криминал, иако ниту јавноста, ниту мнозинството кое го гласаше не ја виде неговата 4-годишна програма, која впрочем ја немал. Абази конечно се појави пред медиумите и тврди искуство има, ама не се пофали кои тешки предмети ги има зад себе. Иако немав програма, како другите дел од колегите што доставија програма, ја бев во постојана комуникација со јавните обвинители и на истите цело време им ја изложував мојата визија и програма и проект како ќе биде и како ќе раководам јас со тоа обвинителство. Абази се пофали дека правел анализи за кривични предмети, за сериозен криминал и корупција, но кога беше прашан каква му е анализата, зашто за 20 години владење на ДУИ ниту еден функционер на партијата не бил кривично гонет, вели не го анализирал тоа. Абази е соселенец на лидерот на интегративците, но тврди дека може би се сретнал некогаш со него, но нема блиски врски. Може би и се сме сретнали. Се познавате? Значи не се познавате? Лични контакти немам. Лични контакти немам. Како? А со некој друг од ДУИ може би Немам. Зошто некој... Сега, дружењето со такви личности не е во смисла забраната. Тоа е непристојно дружење во смисла ако имат непристојно дружење и тоа, не дека не сме во никој период да не може. Предметите и истрагите кои во моментов се во рацете на обвинителите на организиран, вели допрва ќе ги запознавал, кога јавноста повеќе од 2 месеци од разрешувањето на Русковска очекува расплет на истрагата по кривичната пријава за екс-директорот на финансова Арафат Муареми. Во организиран се води и истрагата за техничкиот преглед за автобусот на Бесатранс, која исто така чека епилог. Новиот шеф на организиран, на негово име во антикорупцијска пријавила автомобил и долгови. Volkswagen Golf 4 кредит од 250.000 динари, кој го плаќал до 2013 година. Од недвижнини, на име на неговите родители има запишано еден стан во Кичево и куќа во Зајас. За сега не е познато кога последен пат го ажурирал анкетниот лист и дали има промени. Абази успеал да убеди дури 66 обвинители во цела Македонија да го заокружат неговото име и да застане на чело на обвинителството за организиран. На првите избори на кои гласаа над 160 обвинители, тој победи во тесна трка со Незири, кој доби 2 гласа помалку. Русковска и Пауновска заедно освоија само 24 гласови.